Околу 500 жители од повеќе села во општина Дебрца 4 дена се без капка вода. Евана ги исклучи пумпните станици за вода поради неплатени сметки за струја од страна на општинското јавно предпријатие. Мештаните кои редовно си ги плаќале сметките, сега не ги интересира кој и зошто не си го подмирувал долгот. Ова велат и апрели чашата. Игнорантскиот и дилетантскиот однос на така наречените инвеститори, во случајов говориме за Евана, и ова што им го прават во моментов на нашите соселани од Долна Дебрца, е не за осуда, него за губење на лиценца. Кога нештото е социјална категорија, како што е водоснабдувањето, не постои начин, не постои причина вие да го оставите населението, без обзира у колкав број е, без вода. Постојано слушаме апели да ги напуштиме урбаните средини, да се вратиме и да ги заживееме руралните средини, вели Лела Милоевиќ. Само не знам како, кога ги немаме основните услови за живот, зборувам, нели, непречен довод на електрична енергија, во случајов исто питка вода, затоа што овие села не само што немаат питка вода, немаат да речам ни техничка вода, која што може да користиш барем за миење на садови, на алишта и други потребштини. Па во случајов кој што е финансиски мокен, се снаоѓа. Градоначалникот на Дебрца вели дека општината доставила барање до судот да донесе времена мерка за повторно вклучување на електричната енергија на пумпите за вода. Тврди дека побарале од Евана да склучат спогодба за сервисирање на долговите. Исклучувањето што го изврши Евана е спротивно на член 44 од правилата за снабдувањето со електрична енергија, според кој операторот не може за неплатени сметки да исклучи водоснабдителен систем. Однесувањето на Евана не знам како да го окарактеризирам, освен типично монополистичко однесување, кое за жал мора да го трпиме сите ние граѓаните. Од Евана вела дека на овие субјекти во континуитет им доставиле опомени пред исклучување во секоја фактура за електрична енергија, а пред крајот на минатата година дополнително им било побарано да достават банкарска гаранција, но досега истата не е доставена. Инаку се работи за долг од околу 250.000 евра. Вчера е вклучена само пумпната станица во Требеништа за да не остане без вода Охридскиот аеродром.